Заедно или посебно СДСМ и ДУИ се подготвуваат за потоп на изборите. Ахмети е притиснат во ќош откако албанскиот опозицијски блок го номинираше Таравари за кандидат за председател, па сега ќе мора да излезе со свој предлог. Со ова паѓаат во вода сите математики и Желбина Ковачевски кој се надеваше на заеднички настап кој колку толку би го амортизирал поразот. Ова оди само во прилог на опозицијата, коментираат познавачите. Директно покажува дека се спремаат за потоп на овие избори, а да не зборувам интервјуто на министерот за поранешниот министер за внатрешни работи и интервјуто, тоест изјавата на Ковачевски со студентот дека 140 денари се сосема доволно за живење или купување оброк на студентите, уште повеќе го урна и така нискиот рейтинг, бројот на пратеници на кои ќе го освои ВМРО и нивната коалиција ќе биде над 61. Според познавачите, јасно е дека во оваа ситуација најмногу ќе загуби партијата на Димитар Ковачевски, која поради изборниот модел се надеваше дека со собирање на шуто и рогато, како што би рекол Зоран Заев, ќе оствари подобар резултат. Во дадениот случај секако дека најмногу ќе губи СДСМ, поради тоа што нема да ги има од првиот круг гласовите на ДУИ и на другите албански потенцијални албански гласачи, каде што би направиле разлика во однос со кандидатот на ВМРО-ДПМН. Албанскиот политички блок секако е свесен дека не може да го испорача идниот председател на Македонија, но трката служи за мобилизација за парламентарните избори, особено во ситуација кога обединетата албанска опозиција е и повеќе од сериозна закана за партијата од Мала Речица. За албанските политички партии настапот со председателски кандидат повеќе служи како пролог во или загревање на некој начин пред финалното соочување во парламентарните избори. Речиси сите имат минимални или реални очекувања дека нема да поминуваат на втор круг. Инаку заедничкиот настап на изборите ќе остане неостварена желба на Ковачевски. Поранешниот премиер многу пати повтори дека сакал, како што самиот го нарече, Европски фронт, односно заеднички настап со ДУИ на изборите.